Иако електричните возила незапирливо навлегуваат во сите сфери на транспортот, сепак постојат дилеми околу нивната реална можност вистински да влијаат на природниот баланс на планетава. Оправдани мора да кажеме, затоа што како сега се поставени работите за вистински да бидат енергетски и еколошки неутрални, тие мора да користат струја добиена од обновливи извори. Сепак и покрај тоа законите на физиката се на нивна страна, барем во поглед на искористеноста на енергијата. Општо познато е дека моторите со внатрешно согорување имаат многу мал коефициент на ефикасност. Тие едва и да искористуваат 40% од енергијата што ја содржат горивата што ги трошат. Само најсофистицираните од нив, како на пример во Формула 1, можат да стигнат до 50%. Од друга страна, електричните возила лесно достигнуваат и над 80%. Оваа значителна разлика првенствено доаѓа од самите процеси на работата на возилата. Кај класичните возила тоа е термодинамички, што значи дека хемиската енергија на бензинот и дизелот прво се претвора во топлотна, па потоа во механичка. Кај електричните возила има една конверзија помалку. Струјата директно се троши на задвижување на возилата. И кај неа постои хемиски процес при низиното складирање во батериите, но тој, како што тврдат од Американската канцеларија за енергетска ефикасност во својата студија, е доста поефикасен. Конкретно, тие наведуваат дека загубите на енергијата кај електричните возила ретко надминуваат 20%. Најголем дел од тоа отпаѓа на полнењето и празнењето на батериите, околу 16%, додека другите загуби се беззначајни или ги нема. Такви, на пример, се механичките загуби во помошните системи на моторот, трансмисијата на возилото и кога тоа работи во место. Плюс на тоа сите електрични возила имаат можност за регенерација на енергијата при сопирање, која придонесува со 17% во нивниот енергетски биланс. Но и со нејзино исклучување од математиката, искористеноста на енергијата кај електричните возила останува на некои 60 до 65%. Од друга страна, во студијата се наведува дека автомобилите со конвенционални бензински или дизел мотори во пракса искористуваат едва и од 12 до 30% од енергијата на горивата. За сликата да биде целосна, сепак недостига еден клучен фактор, а тоа е како се добива струјата што ја трошат електричните возила. Имено, ако таа доаѓа од јаглен или нафтени деривати, тогаш треба да се земе во предвид и степенот на енергетска ефикасност на електроцентралите. Ако не, сето ова паѓа во вода.